Рак, хороскоп за август. Овој хороскоп е за забава и инспирација. Слушај со интуиција и земи од него само оно што ти резонира. Но верувај си најмногу на себе си. Август ти носи длабоки емоционални увиди и нови почетоци. По период на внатрешна нестабилност, конечно ќе почнеш да се чувствуваш сигурно во својата кожа. Овој месец е време да го слушаш срцето, но со јасна намера, а не од страв. Љубов и односи. Ако си во врска, ќе осетиш потреба за повеќе близина, но и за лично време. Ќе сфатиш дека љубовта не е само давање, туку и почитување на личните граници. Можна е кратка криза околу 8 август, но ќе ве приближи ако бидеш искрен или искрена. Ако си слободен или слободна, ќе те привлекуваат луѓе со кои можеш да зборуваш од душа. Ќе избегнуваш површни флиртови и ќе бараш нешто автентично. Околу 17 август е можен контакт со личност со која ќе почувствуваш дека се знаете од претходен живот. Кариера и финансии. На работа ќе мора да се поставиш појасно. Ако нешто не ти одговара, време е да го кажеш. Август е месец за граници и јасност. Ќе се појави можност за нов проект или втора работа која ќе ти донесе стабилност. Финансиски ќе имаш потреба да заштедиш, но не ги пресекувај сите задоволства. Ракот знае да се жртвува премногу. Но оваа сезона, запрашај се, дали штедиш од страв или од мудрост. Здравје и енергија. Емоциите силно ќе влијаат на телото. Можна е чувствителност на желудникот, променлив апетит или замор. Но ако си искрена со себе и си дозволиш одмор, ќе се стабилизираш. Престој покрај вода, река, езеро, море, ќе ти донесе мир. Предизвици и совети. Главен предизвик – само сомнеш. Може да се појават стари несигурности. И не ти треба одобрување од другите за да веруваш во себе. Признај ги сопствените квалитетни гласно. Ти си посилен, односно посилна отколку што мислиш. Најдобри периоди од 5 до 9 август, период на расчистување во љубовта и личните односи. 15 до 21 август, важен период за кариера и одлуки. 29 август, интуиција на максимум. Следи го внатрешниот глас. Не се повлекувај од светот. Светот има потреба од твојата длабочина. Престани да се криеш зад стравот и дозволи си да блеснеш.